Ова утро во утринската програма на телевизија Мега малку повеќе ќе позборуваме за педофилијата и превенцијата која што треба да направиме за да ги заштитиме нашите деца. Статистичките податоци говорат дека секоја година во светот околу 150 милиони девојчиња и 73 милиони момчиња се силувани или се сексуално злоупотребувани од страна на некој свој близок или пак родител старател. Во Република Македонија бројот на случаи на педофилија и родоскверневање е зголемен, но многу од жртвите и не ги пријавуваат овие случаи токму од таа причина дека злоупотребата доаѓа од нивни блиски, информираат од првата детска амбасада во светот Мегеши. За нас како детска амбасада загрижувачки е податокот дека на СОС телефонот за деца и млади добиваме и дојави во кои малолетници под 14 годишна возраст се јавуваат како осомничени за сексуална злоупотреба на деца, велат од детската амбасада Мегеши. Од вкупниот број сексуални деликти во Македонија околу 2/3 се полови напади врз деца и малолетници. Жртвите се на возраст од 11 до 18 години, а најчести извршители на овие тешки кривични дела се татковци, роднини, пријатели или пак соседите. Милиони деца низ светот секојдневно се жртви на насилство, сексуално малтретирање, зависници од психотропни супстанции. Податоците во светски рамки се загрижувачки, а состојбата е алармантна и во Македонија, велат од првата детска амбасада Мегеши. Мегеши алармира се влошува состојбата со насилството врз децата во Македонија. Загрижувачки се зголемува бројот на педофилите и на оние кои вршат родосквернавење. На СОС телефонот имало дојави и од малолетници под 14 годишна возраст, како осомничени за сексуална злоупотреба на дете. Семејното насилство е во пораст, а најчесто жртви се децата. Првата детска амбасада Мегеши годинава регистрирала и нови случаи на родосквернавење и педофилија. Загрижува тоа што многу од овие настани остануваат премолчени, велат од Мегеши, бидејќи извршителите се најчесто блиски роднини и жртвите се плашат и се чувствуваат безпомошни. На одбележувањето на светскиот ден на превенција од насилство врз децата, Мегеши акцентот го стави на сиромаштијата и занемарувањето на децата како структурни проблеми, од кои произлегуваат сите форми на насилство, чиј број постојано се зголемува. И училиштата не се имуни од случаи во кои се кршат детските права. Минатата година, според податоците на СОС телефонот за деца и млади, како и представките од Народниот правобранител, најголем број од децата жртви на семејно насилство се однесуваат на физичко и психичко насилство и негрижа врз дете. Овие податоци, велат од Мегеши, го потврдуваат фактот дека во минатото, но за жал и сега, родителите често физичкото и психичкото насилство ги користат како дисциплински мерки, кое понатаму влие врз развојот и однесувањето на детето. Педофилијата како сериозен општествен проблем е темата на која денеска ќе разговараме. Добре дојде ќе посакам на мојата гостинка Фани Димитровска-Асим. Фани, добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Како што реков, темата денеска ни е педофилијата која што се повеќе се наметнува како сериозен општествен проблем. Зошто е тоа така? Значи, прво би ја дефинирала педофилијата од психијатриски и од аспект на клиничката психологија. Значи, јас како клинички психолог, тоа представува расстройство. Расстройство во сферата на нагоните кај една личност. И значи, секогаш треба да бидеме свесни дека кога зборуваме за лице педофил, дека станува збор за заболување. Значи, станува збор за болест. Значи, педофилијата ја има од најраниот период, значи спартанскиот период, античкиот период, не е тоа ништо ново, ништо непознато. Педофилите се лица кои што својот сексуален нагон го задоволуваат со деца. Значи тоа се малолетни лица и најчесто возраста до 15 години се смета, значи психијатриски, дека е таа возраста на лицата како малолетни лица. Тука не се прави разлика дали ќе биде момче, девојче, значи дали станува збор за хомосексуалност, хетеросексуалност, бисексуалност, значи постојат различни нагонски расстройства. Исто значајно дека лицето е возрастна личност, значи како опис на едно лице педофил би било значајно да се нагласи дека може да биде од сите различни општествени слоеви. Нема правило дека некој одреден општествен слој е специфичен и со некаква предиспозиција да биде педофил. Тоа најчесто се лица кои што имаат контакт со деца,
Значи може да бидат и наставници, и професори, и блиски роднини, личности кои што имаат и поблизок контакт со децата, каде што детето или пак родителот не би се посомневал. Велиме дека последниве неколку години статистиката во Македонија, за во светот и да не зборуваме, дека за жал покажува се поголем пораст на бројот на пријавени случаи кога е во прашање педофилијата, злоупотребата на деца. Дали тоа значи дека и родителите, но и децата веќе се охрабрени и ги пријавуваат ваквите случаи, затоа што, како што рече, ја имало од секогаш педофилијата? Да, баш тоа сакав да го кажам, дека педофилијата постоела од секогаш. Не е тоа ништо ново. Зголемен е бројот, да, но сепак поголем е бројот на лицата кои што се охрабрени да го кажат тоа јавно, да го пријават. Бидејќи најчесто и детската личност под притисок на сето е страв кој што е предизвикан од лицето педофил, се плаши да го каже тоа, да го сподели тоа, а и во многу случаи кога и би го споделило, родителот ретко, поретко се охрабрува да го пријави тоа. Зошто се смени? Зошто еве и родителите веќе се охрабрени и децата? Колку има улога еве и ова што се почесто сме зависници од интернетот, сите оние случаеви, многу филмови кои што се гледат, има ли тоа некоја улога во тоа да се охрабрат луѓето? Секако интернетот е според мене нож со двеоштрици. Значи колку што лицата добиваат информации, и возрастните и децата, толку од друг аспект детето е под ризик да биде жртва на интернет насилство, педофилија, што во последниот период е исто така многу зачестено. И сега тука треба да се нагласи таа превенција, која што мора редовно да се прави во општествени рамки, како по училиштата, така и по другите институции, кои што имаат било каков контакт со деца, да се информираат родителите да разговараат на таа тема со децата, често, отворено, без никакви предрасуди. Бидејќи последиците кои што може да ги предизвика самиот чин на сексуално насилство, без разлика дали е извршено силување или пак е само почеток обид, остава трајни трауми на детската личност. Значи, како што кажуваат многу автори, па ете и таткото на психоанализата, Сигмунд Фройд, кажува дека детето е татко на човекот. И сите тие настани и случувања, кои што се случуваат во најраната возраст, во периодот на адолесценција, можат да останат, траен белег да остават и покасно да бидат предизвикувачи на разни пореметувања, значи и многу сериозни пореметувања, како што се неврози и психози. А постојат и случаи каде што завршува и со самоубиство. Значи, детската личност не може да се соочи со сето тој терет и со тоа чување на тајна, значи тоа е премногу за едно дете. Како да го спречиме сето тоа? Превенцијата е најбитна, но и самата рече дека педофилите се луѓе кои што најчесто имаат контакт со деца, значи можно е да е тоа човек кој што работи во училиште, градинка, во некоја таква средина. Значи тоа е средина каде што ние ги оставаме нашите деца со поверение. Значи, секогаш треба реално и рационално да ги гледаме тие работи и случувања. Имаше 2013 еден пример, кога непозната личност шеташе околу едно од нашите училишта во Битола и лицето беше пријавено од еден родител. Родителот не се охрабрил да пријави во полиција, пријавил во една од битолските телевизии, значи ваша колешка. И на тој начин случајот беше санкциониран. Значи не мора да се пријави во полиција. Доволно е да се информира некоја личност која што ќе може тоа на некој начин да го разоткрие и да продолжи со понатамошни делувања. Значи треба да се внимава. Најчесто тие личности, например, непознат човек кружи околу училиштето повеќе денови, заприметен, забележан и од повеќе родители, се знае дека нема негово дете, значи не е ни татко, ни дедо, ни баба, значи се знае дека е непознато лице. Треба да се внимава на тие случувања, исто така во домот. Треба да се разговара со детето, да не прифаќа никакви работи од непознати личности, бидејќи често ќе застанат да ти купам сладолед, да ти купам чоколадо, да те префрлам со колата и
Детето е чисто и наивно и најчесто може би и не ја гледа таа зла намера која што стои позади сето тоа. А исто така, тука треба да се спомнат и пријателските и роднинските контакти од возрастни личности кои што може би доаѓаат во домот на детето. Исто така треба да се биде предпазливо, бидејќи тога најголемиот ризик е тука. Што се случува, еве, доколку има злоупотреба на детето, што е она што треба да посветат внимание родителите и самото дете ќе мора, значи, да посетува нели психолог, како што рече и самата, тоа е една траума за него која што не може да остане во самото дете. Значи, како моја определба, системска семејна психотерапија, се работи со таквите лица, се работи индивидуално со детето и се работи и со целото семејство. Бидејќи тоа представува секако шок за целото семејство, детето е нападнато, тие се во некоја ситуација која што не можат сами да ја разрешат и нормално е дека ќе побараат стручна помош. Значи, први симптоми кои што детето може да ги појави, родителот би требало да ги забележи, детето се повлекува, уплашено е, може да појави некакви пореметувања во исхраната, не ги извршува активностите кои што претходно ги извршувало, значи одбегнува некакви места, локации, патишта кои што претходно ги користело. Значи, избегнува контакт со педофилот. Потоа исто ако видат дека може би облеката е скината, значи има повеќе работи кои што можат да укажат дека постои нешто кое што родителите треба да разговарат и најважно е да не го осудуваат детето. Бидејќи педофилот најчесто се заканува дека детето е криво, дека тоа го наведе, дека само си го бараше. Мислам, тоа е исто и во различни силувања се случува, значи жртвата да се чувствува како да е виновна за настаното кој што се случило. Го спомена и интернетот, на кој што, како рече, колку што може да ни е корисно. Од една страна денеска се користи исто така и за педофилија, порнографија, тука се сите оние работи. Младите се од помали години, од помала возраст, веќе се на интернетот, се ставаат фотографии. Како да ги заштитиме? Значи, родителот секако дека мора да има контрола и увид, не може да го остави детето само да ги користи тие социјални мрежи во контекст на пасворд, контакти, со кој контактира. Значи пак да се разговара, да не прифаќа познати личности, ете конкретно за социјалната мрежа Facebook, да не влегува во дискусии, да не праќа слики, а исто како апели до родителите, кои што најчесто знаат да објават своји слики и претерано објавување на слики од своите деца, па и во некои поразголени варијанти, например на плажа. Нормално е дека сите сме. Денеска е тренд да се објави слика на социјалните мрежи. Треба децата сами прво да ги заштитиме, така да од таму се би започнало. Колку, еве, денешните родители се свесни за тоа, односно ја почитуваат, да кажам, оваа превенција, затоа што многу од работиве кои што ги кажавме, еве, прво ќе почнем со поставувањето на фотографии на социјалните мрежи, самите родители до некаде сме си криви, но тука и времето кое што го одвојуваме за нашите деца и кои што го поменуваме, се повеќе велиме дека поради работните обврски, помалку време си има и за децата. Тој недостаток на внимание лошо се одразува и на самите деца. Да, недостатокот на внимание е и поради времето во кое што живееме, постојано сме во некоја трка со време, значи може да има страшни последици. Родителите се свесни за тој проблем, но секогаш тој проблем се гледа како од дистанца, дека му се случува сето тоа на некој друг, а не на моето дете. Секогаш треба да имаме во предвид дека децата, како малолетни личности, им е потребна заштита. И физичка, и психичка, и емоционална. Значи, тоа е и пропишано во правата за заштита на детето. Постојат цели конвенции, резолуции, кои што и го задолжуваат родителот да се грижи за детето, посебно до одредена возраст, до полнолетство, до 18 години. Се родителите го знаат сето тоа, но многу ретко се охрабруваат да разговараат на таа тема со своето дете. Кога веќе разговараат, најчесто мораат и е прекасно за некои ситуации. Имаме ли доволно предавања на оваа тема во училиштата? Работат ли доволно психолозите, училиштите психолози со децата токму на овие теми за да се спречи?
Значи превенцијата е многу важна и многу значајна, тоа е индивидуално, значи и субјективно. Се работи, но секогаш може и повеќе. Да се информираат, да се прават па и работилници, советувања. Советувањата секако дека постојат во училиштата и во основните и во средните училишта, и со учениците, и со родителите. Наставникот исто е личност која што би забележала некакви промени, доколку има кај детето, па и отсуство од часови, па и некаква расеаност, значи промени од претходното однесување. Послаб успех покажува, се повлекува во себе. Значи има многу симптоми кои што може да се забележат дека нешто се случува со детето. Споменавме на почетокот дека не само што е зголемен бројот на деца кои што сексуално се злоупотребени, туку се повеќе има и деца кои што на 14 годишна возраст извршиле полов напад врз помало дете. Зошто е тоа така? Значи, Што е причината за ваквата појава? Затоа што 14 годишно дете е мало за да размислува за тоа. Значи живееме во такво време, во такво обкружување. Па ете пак ќе се вратам на интернетот, дека денешните деца многу порано созреваат од некој период. Ете, например, кога ние сме биле деца, кога јас сум била дете, сега се многу понапредни во секоја сфера, во секој размислување, па ете и во сексуалното однесување. Но пак, јас ќе нагласам дека детето е дете. Родителот е тој што треба да го насочи да го следи детето. Детето никогаш не е виновно, виновен е родителот. Педофилите и Македонија многу фама се крена кога беа регистрирани. Македонија има регистар на педофили, значи можат тие да се видат на интернет страната на Министерството за внатрешни работи. Како што реков, многу фама се крена со ова кога беше актуелно, кога се донесе. Значи вака, за прв пат 2012-2013 година се носат тие законски измени, значи од Министерството за внатрешни работи регистарот на педофили се префрли во Центарот за социјална работа и имаше многу проблематички и дискутабилни прашања, кои што и ден денес не верувам дека се разрешени. Значи, дали тој регистар треба да биде јавен? Кој све треба да има пристап до тој регистар? Значи, станува збор за регистар на педофили кои што се веќе осудени. Осудени педофили со слика, со адреса и значи педофили кои што биле во затвор, па излегле и се доколку се повтори тоа дејство и законските казни се различни. Јас би се осврнала тука на прашања кои што, ете, ако веќе зборуваме за заштита на децата, би се запрашала тука каде е заштитата на децата на педофилите. Значи и педофилот има дете. И кажавме дека станува збор за болест. Тоа ние сме такво општество што веднаш ќе го осудиме тоа во секое дете. општество тоа би било осудено, без разлика што детето не е виновно за однесувањето на својот родител и за болеста на својот родител. Така да ситуацијата не е едноставна, мора да се биде внимателен, мора да се следат сите тие случувања, бидејќи може да дојде до различни афектни состојби, значи родителот на злоставеното дете. Значи може се да се случи кога имаме преглед на листа. Не само заштита, можат и многу други негативни последици да се појават. Велиме дека педофилијата е болест. Доколку кога ќе се фати еден педофил, се казнува со казна затвор. Помагаат ли сесии, помагаат ли разговори со психијатри, со психолози, токму кај педофилите? Тоа е болест која што не може да се излечи. Да, како што кажавте, болест што не може да се излечи. Нормално дека разговорот, советодавна работа, психотерапевска работа помага, но до одреден степен. Во западните земји користат различни начини и методи со кои што се справуваат со овој проблем. Значи, 2014 година кај нас беше воведена хемиска кастрација. Доколку лицето, кога ќе го одлежи затворскиот рок, затворската казна, го повтори делото, се извршува хемиска кастрација, значи тоа е со лекови и нема никакви физички оштетувања, бидејќи знаеме дека сепак постојат и човекови права кои што мора да се почитуваат. На тој начин се намалува активноста на хормоните,
нагонот на таа личност и тоа е реверзибилно, значи не е тоа трајно. На секои 6 месеци треба да се добива таа нетевовитна инекција, значи како лекарства, и да се намали нагонот, значи контактот на хипофизата со тестостеронот, да се намали лачењето и да се намали таа сексуална желба, значи сексуалниот нагон да се намали, кој во овој случај е насочен исклучиво кон деца. Освен што беше воведена хемиската кастрација, исто така од минатата година е зголемена и минималната затворска казна кајна за педофилите од 18 на 12 години, а пак кривичниот законник предвидува и доживотен затвор за тешки облици на сексуална злоупотреба кога е во прашање педофилите. Да, значи минимална 15 години и доживотна казна, значи може да има. И сега праксата покажува многу негативни искуства. Например, кога се праќа на викенд педофилот дома и тој го повторува делото, доколку станувало збор за инцест. Значи, има случаи кога децата биле повторно силувани. Сето тоа мора да се има во предвид и да се внимава. Потоа имаше многу нелогични ситуации кога мајката, значи доколку не го пријави, таа е соучесник. Тоа исто 2013 година беше кога медицинскиот преглед покажа дека постоел сексуален напад, сексуален чин, а имаше некоја бизарна приказна и трагикомична дека паднало на сукало, па нешто се случило и значи лицето кое што не го пријавува е соучесник во самото дело. Воведувањето на овие построги казни за педофилите треба да делува како превенција еден вид, нели, но кај нас еве бројките не го покажуваат, особено последниве години. Значи превенцијата делува, но постојат и многу други начини и многу други техники кои што се практикуваат во однос на следењето на таквите лица. Постојат одредени денови и датуми на кои што треба да се внимаваете. Например, во Америка, денот на вештерките. Кога сите се маскирани, тоа е многу добра прилика за таквите личности да извршуваат разни полови напади. Потоа постојат определени алки кои што се користат во западноевропските земји и на тој начин личноста се следи. Значи во своите делувања, движења, во своите движења уствари се следи. Потоа има тие законска обврска да се пријавуваат 2 пати годишно, значи еднаш пред роден денот, да се пријавуваат во полиција, така да повеќе институции здружени, превенција, заштита, значи и разговор на родителите со своите деца, образовните институции, медицинските служби, Центарот за социјална работа, значи полицијата. Мислам дека сите заедно со поголем ангажман можеме да добиеме поголеми резултати и намалување на бројот. Имаше еден период многу актуелности беа поврзани токму со педофилијата, па не беше изоставена ни битола со пријавување на случаи. Сега некако е малку стишена оваа работа. Јас се надевам дека еве наместо зголемување на бројките ќе имаме намалување на бројките и воопшто да нема такви случаи, затоа што децата треба да имаат едно среќно и безгрижно детство. Да, тоа е најважно, среќно и безгрижно детство, доколку сакаме да се развијат во здрави и нормални личности, мислам нормални во наводници, нормално, без никакви трауми, посебно во овој контекст, без сексуални трауми. Тука би ги спомнала инцестите, тие се како најстрашни форми, како најголеми тајни во семејството. Така да со работа на стручните служби и стручните институции, мислам дека може да се постигне намалување. И родителите, да не ги заборавиме, секако родителите се најбитни кога е во прашање оваа тема, да ги гледаат своите деца, да внимаваат на нив и доколку има се случи нешто, да не се срамат тоа да биде пријавено и да посетуваат терапии заедно со детето, што мислам дека е една од најважните работи. Да, тоа би било како најзначајна препорака, да се охрабрат доколку сметаат дека нешто се случува и да побараат стручна помош.
Фани, ти благодарам што денеска еве одвои време да позборуваме малку за оваа тема. Се надевам дека бевме од корист за многу родители кои што не следеа и ќе се внимава и понатаму, како што рековме, и ќе се делува, ќе работиме повеќе на превенцијата кога е во прашање педофилијата како проблем со кој се среќаваме во општеството. Ви благодарам за поканата. Пријатно.